Регионална министерска конференција на тема предводење на промените, патеки кон демографска отпорност согласно потребите на луѓето, се одржува денеска и утре во Скопје во организација на Министерството за социјална политика, демографија и млади во партнерство со Фондот за население на Обединетите нации. Конференцијата ја отвори премиерот Христијан Мицкоски. Подготвивме новата стратегија за демографска отпорност 2026-2046. Не како формален документ што ќе остане на хартија, туку како национална рамка за иднината на државата. Оваа стратегија е изградена врз едноставна, но суштинска идеја. Дека најголемата сила на една држава не се ресурсите, не се бројките, туку луѓето. Таа не се темели на изолирани мерки и адхок политики. Таа представува сеопфатен пристап што ги поврзува економијата, образованието, здравството, трудот, социјалната политика, домувањето, дигиталната трансформација и регионалниот развој. На отварањето се обратија и министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани и министерот за надворешна политика Тимчо Муцунски. Нашата цел е да ја пренасочиме дебатата од демографска загриженост кон демографска отпорност. Тоа значи политики заосновани на докази, но и на вредности, политики што ги стават луѓето во центарот и создаваат поинклузивни и поотпорни општество. Ние не смееме да бидеме пасивни наблюдувачи на демографските процеси. Напротив, мора активно да ги обликуваме. Водени од принципите на агендата 2030, нашата цел е јасна. Да изградиме отпорно, инклузивно и просперитетно општество кое создава можности, а не причини за заминување. На конференцијата, која за тема го има најголемиот проблем на Европа, демографијата, се обрати и Пио Смит, помошник генерален секретар и заменик извршен директор во УНФПА, и Ален Берсе, генерален секретар на Советот на Европа. И мојата порака е јасна. Мораме да престанеме да ги наблюдуваме ваквите демографски податоци како апстрактни бројки и да започнеме да ги гледаме како збир од човечки избор, здравје и аспирација.